Почитувани мои, добар ден. Чудни судски одлуки, поништени пресуди, застарување на дела, условни казни за проневерени милионски суми, а во затвор се оди само за продавање марули и кражба на кебапчиња. Но за среќа се е во согласност со законот. Кој се работи во судството и кој се ќе работи во согласност со законот? Кои ќе бидат идните суди и обвинители? Академијата Павел Шатев ја објави ранг листата на положените кандидати. Во главност синови, ќерки, снаи и сопруги на актуелни политичари, сегашни и поранешни суди и обвинители. Денешна тема во црвена линија е: има ли иднина за македонското судство или правдата и понатаму ќе ја бараме пред меѓународните судови? Да, токму за тоа ќе зборуваме денес ова издание на Црвена линија, а тука секако ќе ве потсетам да кликнете и да не заследите Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија, профилот на Телма телевизија на Facebook и неминовно е да ве потсетам, би сакале многу да бидете уште повеќе и во огромен број и на Instagram, каде што ќе можете активно да учествувате во анкетните прашања кои што ги објавуваме на Instagram Story. Денес на Instagram Story, доколку кликнете, ќе наидете на ова прашање. Дали верувате дека има некоја судска одлука што е донесена без влијание? Одговарате со да и не, а резултатите ќе ги соопштиме по рекламите. А целава Црвена линија ќе ја загрееме со прилогот на Елена Муковска. Бидете подготвени. По прилогот веднаш почнуваме со вас. Сопругата основен обвинител, сопругот шеф на обвинителството од организиран криминал. Ова наскоро ќе стане реалност, откако Советот на јавни обвинители ќе избере сопругата на Ислама Бази за обвинителка. Таа е на 51-та позиција на ранг листата, што ја објави Академијата за суди и јавни обвинители, од вкупно 58 завршени кандидати. Законот забранува брачни другари да работат во исто обвинителство, но таа во овој случај не може да биде избрана за организиран криминал, затоа што таму се баре искуство од најмалку 4 години, објаснуваат од Советот за јавни обвинители за Телма. Криминал ќе гони и Барлет Џафери, синот на председателот на Собранието, од чие досие антикорупцијска започна да расплетува поголема афера. Тој положил правосуден испит пред да добие диплома со соодветен степен на образование, а сега го положи и завршниот испит на Академијата и ќе може да биде избран за обвинител. До сега само антикорупцијска најави дека ќе продолжи со расчистување на овој скандал, со тоа што ќе проверува досија на сите суди и обвинители кои изминатите години завршиле на Академијата. Дали го изоделе истиот пат како младиот Џафери? Освен овие двајца, и други звучни имиња на делачи на правда содржи ранг листата на Академијата. Јавноста реагира. Непотизам, правосудни кланови и политички врски се подлабоко се вгнездуваат во правосудството. Директорката на Академијата Наташа Габер смирува. Селекцијата ја вршат според знаење на кандидатите, а не по семејна или политичка припадност. Таа гарантира дека резултатите што ги постигнале се заслужени, а рангирањето е реално. Дел од завршените академци ќе станат судии во кривичниот суд. Председателот Иван Џолев не сака да коментира какви сомнежи во судските одлуки ќе има, доколку ги носат нечии деца. Вели, не е надлежен да ги анализира, но се надева дека ќе бидат стручни и квалитетни. Како што објави вчера Телма, меѓу идните суди и обвинители се деца на 3 обвинителки и на 4 судии, меѓу кои синот на апелациониот судија Енвер Беџети, кој беше дел од советот што го укина предметот Таргет Тврдина. Снаата на генералниот секретар на Собранието Цветанка Иванова, како и сопругата на градоначалникот на аеродром Тунчо Мутински. А сега на поток сте вие. На 0230700005 стартуваме со дискусијата во која што ќе ве вклучиме и вас и верувам дека и вие како граѓани, не само гледачи, сте биле дел од судските лавиринти. Па еве, ве прашуваме, има ли иднина всушност за македонското судство или правдата и понатаму и постојано ќе ја бараме пред меѓународните судови? Што ќе ни каже првиот гледач во ова издание на Црвена линија, ќе слушаме во овие 90 секунди. Добар ден. Здраво. Здраво, Црвена линија. Па би кажал вака, као прво, освен тој Страсбург, таму што го спомнува цело време и тој Хашки трибунал. Има некои, да речеме, меѓународни судови од бели свет, од друго место, да речеме, што не е под западњачко влијание. Нема ни еден, не?
А македонското судство еве под какво влијание? Македонското судство си го кажа своето, тоа е више потврдена работа, си знае они колку мислење имам за них. Него ми е муавето за овие други, кога се појави Украина, значи состојбата во Украина, се појавија и сите минуси на тој Страсбург. Доволно беше со за аболицијата на овој Ѓорѓе, си го кажам муавето Страсбург, доволно е, да речеме, неколку добиени пресуди во име на Македонија против нашиот јужен душман и источниот душман. И таму видовме колку има влијание тој Страсбург. Така да, не само што не верувам во овој нашиот дека со овие преваранти што се местат кои како Бујко Владика, Ја Поп и тие работи, западњачкиот не го ценам више. Ке мора некој суд, ја мислам дека ќе мора да се основа таму у Москва или у, да речеме, Санкт Петербург. Инаку со овие судови западњачки го бравме постојано и државата, ја не. Благодарам што стартувавте со црвена линија, се вклучивте како прв гледач, останете да не следите понатаму, бидејќи во продолжение одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно, не ве слушам. Добар ден. Па еве, има ли според вас надеж за македонското судство или правдата и понатаму треба да бараме по меѓународни судови? Јас се надевам дека не сум скептик и судството ќе мора да се реформира, како што сега почнуваат да излегуваат суди и обвинители, така и во иднина мора да се реформира цело судство. Без разлика, јас овде слушам и прески на вести и на сите, дека биле тие ќерки, синови, снаи на некого. Јас, како што викаат дека има непотизам, јас овде ќе ви кажам еден друг збор. Има и дискриминација на кадрите. Нека извинат. Не може сната ако на Цветанка Иванова е генерален секретар да работи никаде. Значи, која е таа логика? Пазете, Ивановска од ДКСК, малце нека се соземи. Прво и основа, не може свекрвата и свекор да ја ранат сната или да го ранат синот. Мора да работа, без разлика. Онаш го рече Габер, председателот на суди и обвинители. Тие бират квалитет, не бира квантитет. Колку ќе му дадиш, толку ќе ти дадат. И затоа тие се надева дека во иднина ќе имаме и добри суди, и добри обвинители. Јас се надевам дека судството во догледно време ќе се реформира. И благодарам многу. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Сега ќе одиме малку на Твитер. Знаете дека редовно издвојуваме како се коментира и на Твитер заедницата. И нешто интересно, ќе стартуваме со твит кој што е дури објавен далечната 2013 година. Не случајно, бидејќи коментарот е оваа слика каде што стои емотикон: судството се чувствува корумпирано. Македонско судство. Значи, ова е твит дури од 2013 година. А ние се уште дискутираме и во 2023 за квалитетот на македонското судство и дали воопшто има иднина за него или правдата и понатаму треба да ја бараме на меѓународните судови. Секако, гледачот или гледачката кои што ќе се вклучат, еве ќе ги прашаме и за денешното анкетно прашање кое е: дали верувате дека има некоја судска одлука која што е донесена без влијание? Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме, најдобро. Најдобро, па еве, дали верувате дека има некоја судска одлука што е донесена без влијание? Не. Тоа се е под влијание. Тоа се е на кого си. Кој стои позад тебе? Што е мајка ти? Што е татко ти? Што е брат ти? Дали знаеш брат му кај работи? Дали знаеш мајка му што е? Не смеш да писнеш. Затоа кај нас нема правда. Дали веруваме дека има некоја судска одлука? Нема правда. Значи, сега ги слушаме сите функционери. Ние работиме за нашите деца. Ние сакаме нашите деца тука да останат. Ние сакаме нашите деца да се запослат. Значи, се за нивните деца. Тоа го слушат сите и молчат. Дали на некој сточар албанец е запослено детето кај што требе?
Ајде ви новинарите, проверите. Елен, Есама, Евана, чии деца работат? Нивните, на никој друг. А на сиромашните деца со многу знаење заминаа од земјата, не се тука. И само вика, за нашите деца работиме, за нашите деца сакаме иднина. Да, они не грабеа, нивните деца ќе не дограбат, ќе не дотолчат, ќе не уништат. Срамно за нашата елита, срамно за нашиот народ. Што не стане овој Благодарам за вклучувањето и само ќе ве подсетам, внимавајте на тајмерот. 90 секунди автоматски се исклучува, но нели знаете и самите дека во црвена линија, доколку имате потреба, плюс нови 90 секунди секогаш ви се на дофат, значи завртете повторно 023070005. Добар ден. Добар ден. Па еве според вас, дали верувате дека има некоја судска одлука што е донесена без влијание? Не верувам. Судството ни е во длабоко корумпирана зона. Не верувам. Еве лично вие дали сте требале ни животот да поминувате ни судските лавиринти? Никој пат не сум бил, ниту сакам да бидам таму. Да ви кажам нешто, јас бев госпоđo во странство, работа во странство. Така ве слушаме, продолжите. Бев во странство и да ви кажам, во Австралија, секоја му чест. Не го прашви судијата што работиш, како работиш, едноставно функционира правниот систем. Се плати казната и готово. А што овдека? Со опинци е клизаво, правово и двизово. Ако нема пријател, ојде го вработстанот. А ако има пријател и човек да опериш, нема затвор да одиш. Така е кај нас. Овдека е многу опасна работа. Судството не функционира, здравството не функционира, ама баш ништо не функционира, зато младите бегат вртоглаво во странство. Да ви кажам искрено, ми е жал за мојата мајка Македонија. Благодарам за јавувањето. Продолжете да не гледате. Одиме сега повторно на она што го издвоивме од Твитер. Хронолошки сега нешто што е објавено минатата година, бидејќи приказната се повторува. Креативниот напишал: жртва сум на нефункционалното македонско судство и немам каде да се обратам. Цели 2 години. Зошто немаме правда во Македонија? Зошто страдаме ние обичните луѓе, иако сме во право? До кога ќе ќутиме и до кога ќе биде како што друг сака? Тоа се прашуваше креативниот во 2022 година, а сега да слушнеме дали е оптимист или песимист следниот гледач во однос на тоа дали има иднина за македонското судство. Добар ден. Добар ден. Според вас има ли иднина за македонското судство? Нема. Додека са од бившeg Југославија Јошко има партиски типки од Царска комуниста Југославија. Судство нема во крај. А по моментот да пие. Тоа, кога дојде у медија, се печете. По моментот од Царска комуниста Југославија. Суди. А јас човек те гледам многу прескутиво судо. Судо не да му даеш да го плати. Дали верувате дека има некоја одлука и што е донесена без влијание? Има многу. Како без влијание, сви овие што преговори со браќи. Ниједен не е кривен. Терорист. Терорист лазе со пушка и пука. И пука не половина истина. А терорист се знае. Ете, тоа е нашто тут. Што не знае што е терорист, што е напад на братени. Тоа е нашто тут. Не знам јас. Тоа кога така ти ви? Има да, тоа е. Има много да може да само не. Не познате. Ајде, пријатно.
Пријатно, благодарам за вклучувањето. Одиме повторно со Твитер. Креативниот напишал: овие 2 години сватив дека не постои правда тука. Џабе ја барав, џабе плаќав, преплаќав за да дојдам до неа. За правда. За нешто што кое треба да биде бесплатно, моментално цената е највисока. Мака ми е од се. Вака напиша минатата година креативниот на Твитер, а еве денес ке слушнеме од следниот гледач или гледачка дали верува дека има иднина за македонското судство или треба постојано да ја бараме правдата на меѓународните судови. Добар ден. Добар ден. Ке подсетам само 5 линии се активни, значи на 023070005. Она што треба задолжително да го направите е да го намалите тонот на телевизорот и кога ќе ве вклучиме во црвена линија, секако да зборуваме јас и вие само преку слушалка. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, вие сте на црвена линија. Па еве, има ли надеж за македонското судство? Па вака, прво за судството, нашето судство има надеж, ама прво услов е да се опаметат нашите судии, нашите политичари, нашите раководни лица да не делуваат на судството, да не делуваат супротно од оно што значи го налага законот. Ако тие сите, значи не ги туркаат напред своите синови и черки, на синовите на политичарите, на видни директорите, на видните личности, сигурно дека значи ќе има перспектива и нашето судство ќе работи онака како што треба. Меѓутоа за мене основно е, значи секдека каде што се врши вработување, да постои принципот конкурс и на тој конкурс да има право секој да конкурира и да биде избран оној кој што ќе има најповеќе значи бодови и кој ќе биде најквалитетен меѓу нив. Ако така постапуваме, тогаш и нашето судство ќе биде што се вика онака како што треба, а не како што значи го прават сега. Само еден мал прост пример. Моите деца кога се учеа и запиша во училиште, прашува татко ви каде работи, дали е директор негде, дали е на некоја видна личност. Од тука почнува тоа, да не одиме до... Само внимателно со тајмерот. Благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Според вас има ли надеж за македонското судство? Еве вака ќе кажам. Во програма ли сум? Да, ве слушаме, продолжете. Вака. 99-та во транзиција. Драгица Павлиновска или Пендаровска. Нејзе беше дадено, беше началник на Биро за вработување, да го регенерира судот. А некој спомна, дали го ни Страсбург, ни ово, ни оно. Па до негде и управо. Ја 3 печата имам од ЕУ, 2 пути правам самоубиство усред евро. Кој ми го јаде мене, мојот фонд, активна фирма ни затворија. Ме оставија, 24 години сум бездомник, а сум дал 2 неповратни плати за наша монета, по една плата за езеро Треска младост. Нешто сум дал, цел живот работам и давам на мојата држава. А за возврат остана вук самотњак. Имајќи трето поколение не познавам, нити одам на умирачка. Вака сега, еве на анкетното прашање, дали верувате дека има некоја судска одлука што донесена без влијание? Добро, благодарам и вам за јавувањето. Значи денес еве зашто дискутираме, ве прашуваме дали има иднина за македонското судство или правдата и понатаму ќе треба да ја бараме на меѓународните судови и секако ќе го поставиме и на гледачите анкетното прашање дали верувате дека има некоја судска одлука што е донесена без влијание. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Во црвена линија сте. Добар ден.
Добро, јас повторно ќе прочитам твит и ќе повторам, значи 5 линии се активни, кога ќе ве вклучат, не заборавајте да го намалите тонот на телевизорот. Исклучително е важно, бидејќи ќе имате впечаток дека некој друг зборува и дека се преклопувате еден со друг. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме, црвена линија? Добар ден. Ехо има, најверојатно не е намален тонот на телевизорот. Добар ден, во црвена линија сте. Добро, да не се повторувам јас, протоколот за вклучување знаете кој е. Одиме на уште еден твит од Кваква Топ. Напишал: кој не бил и не лутал, не знае. А на правдината да ти се заканува затвор од 3 до 5 години, да се чекаат за старување на дело, 10 цели години годишно по 4-5 рочишта, почни, одлагај, има караници, вештачења, за на крај застари и да не можеме да тужиме и бараме обештетување. Образложение 200 листа. Еве, такво било искуството на Кваква Топ, а да видиме какво е и вашето лично искуство низ судските лаваринти. Дали сте задоволни од тоа како функционира македонското судство, гледате ли иднина и подобри денови за него, или постојано ќе треба да бараме правда пред меѓународните судови. Анкетното прашање за денес не дали верувате дека има некоја судска одлука што е донесена без влијание. Секој некој што сака да даде одговор на ова анкетно прашање, ќе ве потсетам задолжително за следење на Инстаграм и секако на Инстаграм стори, доколку кликнете, ќе имате можност да одговорите со да или не. Ако имаме гледач, продолжуваме понатаму, мислам дека и добро ќе се слушнеме. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, секој добро вам? Да, фала. Па имате ли непријатно или пријатно искуство кога станува збор за македонското судство? Па, најискрено да ви кажам, прво се јавувам, да кажам околу темата да зборам. Кога беше ВМРО на власт, овие теми ретко некоја телевизија да ги поставуваше, зашто се знае одма што ќе се случеше со телевизијата ако нешто поставува за македонско независно судство. Добро, а сметате ли дека има иднина за македонското судство или треба да продолжиме да бараме правда? Секако дека сметаме дека има иднина. Зашто да нема иднина? Според вас, ова не анкетно прашање, дали верувате дека има некоја судска одлука што е донесена без влијание? Има, да. Така. Имате уште време, што би сакале да додадете? Да. Па би сакал да додадам и воедно за белите мантили што сакат да штрајкуваат од 10 до 10,5 сат. Така да, кога беше ВМРО на власт, не смееше никој името на Груевски да го спомне, а камоли некој да излезе на штрајк и да штрајкува против оваа власт. Добра, во однос на темата Иве. Ја заслужуваат платата, све оке, ама некој не смееше. Добро, благодарам за јавувањето. Јас ќе потсетам со оглед на тоа што некој и подоцна се вклучува, значи да се држиме до темата. Денеска конкретно прашуваме има ли иднина за македонското судство или правдата треба да продолжиме да ја бараме пред меѓународните судови, и оно што е најважно и ве прашуваме дали верувате дека има некоја одлука која што е донесена без влијание. Добар ден. Ало. Здраво, во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Чекам многу време, да ви кажам право. Се јавувам, ајде да не кажувам, 40 години возев директори. Судството, како што е, сам никаде не е. Уште Михајло Маневски, кој беше Трајко Леов, ја купи фирмата наша и добив решение за исплата, да ми исплати. Не викаше наставно, сум го возел низ Босна, низ Македонија, посајмо низ Бугарија. Не вика наставно, вака ќе ви така, не ми исплати. Значи, како нема? 2003 подел технолошки вишав. 4000 цена плата. Кредит зедов. Ајде, а еве што ќе кажете, има ли иднина за македонското судство според вас? Ама иднина, каква иднина има кога донекни
од 2003 1000 евра ми запре пеоски извршител Златко. А еве, дали верувате дека има некоја судска одлука која што донесена без влијание? Па, какаем, нема такво. Нема какво имена, има како се е поврзано. Се е поврзано. Михајло Маневски, море, уште ко беше трае колео го купи продукт во Прилеп и одбитова, извршни документи, се зарадено, ништо не сака да се сваќава. Добро, во ред, благодарам за вклучувањето и само ќе подсетам, ве молам денес да дискутираме за темата. Имаме и конкретно прашање, а се разбира, ние како Црвена линија секојдневно, барем нашите верни гледачи знаат, ги обработуваме буквално сите теми кои што се врзуваат за нас граѓаните. Ама денес зборуваме за македонското судство. Па еве, добар ден за следниот гледач или гледачка. Дали се слушаме? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Дали се слушаме, дали е намален тонот на телевизорот и дали успешно се вклучувате во Црвена линија. Затоа и велам, знам дека постојано го повторувам тоа, но неминовно е, бидејќи токму поради тоа не можете да слушнете и не можете да се уверите дека сте веќе во етерот и веќе ве слушаат гледачите на Црвена линија. Добар ден. Еве, јас ќе дадам шанса уште еднаш, ако не продолжуваме секако со Твитер заедницата. Добар ден. Добро, да не биде дека јас само велам добар ден, добар ден. Еве, добар ден, еве. Еве, успешно е, драго ми е, добре дојдовте во Црвена линија. Според вас, има ли иднина за македонското судство? Не. Зошто? Одговор е не. Вие ме прашувате, јас одговарам, многу е јасно. Знаете кој се суди? Тој што украдел 10 пакли цигари или кебаб или се, другото све монтирана работа. Што има поќе да верувам во судството? Никој не видов од овие што толка витари украдеа па да има судство. Одам понатаму. Одам понатаму. Ајде гледајте, например сега, кој ви е председател на судот? Како можеше другите сите да бидат честни мари, ништо не украле, а заедно се во власт? И со ова и со претходната. Имавте уште едно прашање да не ми исклучи. Анкетното е дали верувате дека има некоја судска одлука која што е донесена без влијание? Не. Тоа го кажав прво, не заради тоа што ви кажав, ситната боранија се суди, друго не. И за ова треба сасвим некои нови луѓе, ново нешто се направи во судството, што нема некаква врска ни партиски ни ништо, или подобро уште да увесим од Јапонија, ако треба 30 луѓе да ги плаќаме и во судство и во власт, се да биде се во ред. Од овие ништо не секој. Благодарам за вклучувањето. Одеме понатаму, еве уште еден твит, кога веќе зборуваме за македонското судство. Уништувач на лоботоми напишал неколку пати, кажав и ќе повторам. Државава има шанси да ја биде кога ќе се затворат правен факултет и 5 години нема да има студии. Потоа ќе отворат нов, со комплет нови кадри, ќе одземат комплет лиценци на обвинители, суди, адвокати, извршители, ќе донесат од надвор. Е тогаш. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Судство без влијание. Па нити е постојало, нити ќе постоje такво судство. Секаде е со телефон, со слушалка, колку криминални работи се завршија, колку криминалци пуштија, украдат прво, па ги затворат еден месец, па се разболат у затвора, па ги однесат на домашен притвор, ги омити. Каде е Катица Јанева, каде е Рашковски, каде е Шакири, каде е Димова, каде е градоначалник од Ново село. Сите се пуштени на домашен притвор. Тоа ли е законо? Или Јалков и
Да не спомнувам други. Тоа ли е правдина? Па тука ако фане порано беше заев, ако телефоно и тај ќе го пуштите. Ќе фане сега Ковачевски, пуштите го или вај го нападнете или вај го затворите. Тоа е така. Зашо не го затворија заев? Зашо не го казна? Според вас има ли одлука судска која што е донесена без влијание? Нема и не постоje. Додека вакви луѓе. Нема таква улога, не постоje. Се додека има вакви криминалци, нема да има таква одлука, без да се звони, без да се нареди кого да пуштат и кого да затворат. Само гледате го Јакиевски со нога скаше на одеше секој втори ден на суд. Луѓе без чувство, без остекеј. А за другите ги кријат в домашен притвор. Фала многу пријатно. Добро, благодарам и вам за вклучувањето. Ајде, ако има гледач, вам ви даваме секако предност. Времето е во интерес на вашето вклучување. Ке повторам, 5 линии се активни, а една од линиите ни овозможува да проговориме со нов гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Одиме со Bright Star на Твитер, еве што е напишано: сакаа да те исцедат финансиски колку што е можно повеќе. Во тоа е суштината, пошто таков ни е менталитетот. Пробај да подметиш некој таму и ќе заврши работа. А во црвена линија ќе посетам за следете на Инстаграм и активно вклучете се сега веднаш на нашата Инстаграм стори анкета. Дали верувате дека има некоја судска одлука што е донесена без влијание? Секако одговарате со да и не. Но тоа го прашуваме, се разбира, тоа ги прашуваме и гледачите кои што ги вклучуваме во црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, верувам дека гледачите ќе имаат чувство дека се директно вклучени. Не би сакала да продолжам со нешто, а потоа нели да бидете вие со нели ало. И ве молам, само намалете го тонот на телевизорот. Тоа е најважно. Венцо утовар истовар има напишано: македонско судство калимиро јер нема правда. Верувале и не, еве уште еден твит кој што го издвоивме уште од далечната 2015 година. И се добива впечаток дека низ годините некако постојано има вакви коментари. Па еве ве прашуваме и вас, дали според вас постои иднина за македонското судство или дали и понатаму правдата треба да ја бараме пред меѓународните судови. Можевте да слушнете поприлично до некаде средината на ова издание на Црвена линија. Гледачите всушност како размислуваат, некои се децидни и велат не, а некои дури напоменаа дека нема доверба ниту во меѓународните судови. Како и да е, може да ни откриете и вие лично доколку сте биле во таква ситуација да морате нели да си ја барате правдата во македонското судство, какво имате лично искуство со сето тоа и дали верувате дека некоја судска одлука е донесена без влијание. Ако имаме гледаш, добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушаме, на тоа навистина ми е важно, па еве според вас постои ли иднина? Кога ќе ви се случи бугарското тази дупка не е дупка, како ќе верувате во иднина на македонското судство? Дали ме разбирате? Нас ни се случи бугарското. Тази дупка не е дупка. Оваа пресуда не е пресуда. Кај да се жалите, сите ви викаат не се надлежни. Кој дали има иднина? Ако едно 15-20 години само Лаура Корвеши и Хрватски ускок работат во Македонија како обвинители и судии, тогаш може да има нешто. Иначе, погледнете го денеска театарот со Академијава за суди. Човек што направи криминал, ќе биде јавен обвинител. Па кај го има таков театар, да ве прашам? Па само у Македонија. Само у Македонија го има тоа. Човек со криминал што направи, фалсификуваше документи. И денеска станува јавен обвинител. Што сакате поголем тоа театар? Какво е таа едина на тоа македонско судство, кај што имате криминалец? Пазите, криминалец со тапија. Докажано дело, јавно, ќе биде, тој ќе гони криминал. Ајде бе, не ме зезајте, ќе ве молам. Дајте ни шанса да дојдеме на вашата телевизија, да ви го покажем нашиот случај
па да видите какво е едината на македонското судство. Ако не платите денеска, пазете, вие новинарите сите зборите за кривичниот суд, одете во граѓанскиот суд да видите што се случува. Таму е театарот, таму е, да не кажам, косата да ви се дигне на главата. Вие само ги гледате кривичните предмети, граѓанските да ги видите. Благодарам преса што го споделивте со јавноста вашето лично искуство. Благодарам и за јавувањето во Црвена линија. Добар ден веќе и за новиот гледач. Црвена линија, добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Според вас има ли надеж за македонското судство? Каква иднина има? Поздрав од Сурмица. Ве слушаме, продолжете. Судството нема на нас никаква иднина, бидејќи владеат некои други сили го командат. Нема иднина он, бидејќи нема без интервенција ништо не суди. А што најболно, сек пат е имало интервенција, ама сега најболно се осеќа, а и се говори по чаршиите, по градовите, дека судството владее и во државите на Балканот, владее албанското подземје. И затоа нема правилно судство нигде и нема правилен во Западен Балкан, а и во Европа. Многу проблем се имат со албанско подземје и во Англија имаме информација. Па и низ Европа, ама они се справуваат некако. А ние никој не може да се справиме, бидејќи се немоки и не се трудиме да се супроставиме на албанско подземје, а они се многу моки, виж, во судови, во власта, во министерства. Благодарам и вам за јавувањето. Одиме со реклами, а потоа следуваат резултатите од Инстаграм анкетата. По рекламите следува и времето да ги соопштиме резултатите од денешната Инстаграм стори анкета. Ќе ве потсетам за следете таму. На прашањето дали верувате дека има некоја судска одлука што е донесена без влијание, со да одговорија 15%, а со не 85%. Тука тркалото врти, што потсетува дека од овој амбиент за многу кратко ве поканувам, особено вас од Црвена линија, да се префрлите заедно со мене во другата канцеларија, каде што навистина има награди. Тркалото ќе врти за вас, ќе бидете добро расположени, верувам, и ќе ве следи чувството кое што го има особено над преварувачите вчера, бидејќи се доделија многу награди. Се гледаме за кратко.